Од сите градови на Австралија во кои што има поголема концентрација на македонци, пристигна скопно околу 4000 македонци, од кои многумина патува стотици до илјадници километри за да присуствуваат на соборот. Целта на соборот беше да се потсети австралиската влада, па и главната опозициона партија, на предстојните парламентарни избори во Австралија, федерални парламентарни избори, дека македонската заедница во Австралија се чувствува крајно обесправена од фактот што Австралија е една од ретките западни држави кои што упорно инсистира да ја именува Република Македонија под навредливото име и негаторско име поранешна Југословенска Република Македонија. Нашата главна порака беше дека именувајќи ја Република Македонија како поранешна Југословенска Република Македонија, не што австралиската влада го оспорува суверенитетот на Република Македонија, кој претпоставува дека нејзините граѓани треба самите да си го одредат идентитетот, туку го негира и нашето човечко право на етничка самоопределба како австралијанци од македонско етничко потекло. Бидејќи сите знаеме зошто се користи тоа име поранешна Југословенска Република Македонија, за да се оправда грчката теза дека македонски народ не постои и да се оправда репресијата која што се врши врз македонците во егејскиот дел на Македонија, односно нивното непризнавање како етничко малцинство. Битката за името со Грција се префрла на различни краишта во светот. Над 4000 македонци од цела Австралија протестираат денеска пред Федералниот австралиски парламент со барање официјална Камбера да ја смени политиката и наместо со ФИРОМ на Македонија да и се обраќа со уставното име. Присутните на Семакедонскиот собир го искажале својот револт и застанале во одбрана на правото на самоопределување. Вистинската причина за дискриминаторската политика на австралиските власти, според Игор Александров, председател на Сдруженијето на македонските општини во Австралија и еден од организаторите на митингот, е силното грчко лоби, чија цел е да го потисне македонскиот етнички идентитет. Македонците во Австралија искажале уверување дека ќе ја добијат борбата за вистина против оние кои го оспоруваат македонскиот идентитет. Речиси истовремено протестираше и грчката заедница во Канада. Причината за собирот пред федералните институции во Отава е одлуката на канадските власти да го признае уставното име на Македонија непосредно по парламентарните избори во Грција во септември, што предизвика бурни реакции во Атина.